Како што беше темата, значи учителот го менува светот. Јас сум подготвил таква презентација што повеќе ќе поентирам на животните вештини како клучен елемент и клучни елементи за менување на светот. Промената на светот го гледам како комплексна работа и тоа може да го направи само учителот. И со помош на токму претходно споменатите животните вештини можеме учителот кој ќе ги спроведе во образовниот процес може да го промени светот. Обидувајќи се нив да им даде да ги охрабри и да им даде животни вештини, со нив така да може да се промени светот. Значи ќе говориме за тоа како учителите всушност може да го променат светот, да каква е всушност таа професија, дека е една од најблагородните, најхуманите, најдобрите професии кои што стварно можат значи да делуваат преку различни активности, да делуваат во развојот и успехот на учениците. Секако дека постојат учители значи кои што оставиле некој позитивен, но некој негативен став, ние повеќе ги памтиме оние кои што на нас оставиле позитивен став и многу можеме да научиме значи всушност од нив и тоа истото да го примениме и во нашата работа понатаму. Па со голема труд и енергија и љубов кон работата која што имаме може да се постигне со сите иновации кои што би ги внесувале, методите, новите методи, игрите кои што би ги воведувале, би можеле многу да постигнеме и да направиме големи промени. Јас го поздравувам овој настан, навистина има големо значење затоа што студентите кога зборуваат, ние треба внимателно да ги слушаме. А учителската професија е малку занемарена, меѓутоа многу за почит. Тоа треба сите да го имаме на ум. И затоа ваквите настани и понатаму да продолжат, да ги негуваме, да ги охрабриме, затоа што тоа се иднината на нашата држава. Па можам да кажам дека би била горда после овие говори, дека сум како професор на нашите студенти, дека иднината е всушност во добри раце. Да, самата манифестација е секако е за почит и за поздравување. Треба да се организираат и почесто, да соработуваат и институциите и да се мотивираат и самите студенти да учествуваат, затоа што студентите секогаш имаат што да кажат гледајќи од нивниот аспект како тие гледат на професијата, на работата со децата, без разлика дали ќе бидат во училиште или ќе бидат во предучилишните установи, секако дека треба да се следи постојано сето она што се случува во Европа, во светот и сите тие новитети да се применуваат и кај нас, постепено да се вметнуваат и промени во наставните програми, особено да се обрне внимание на методската и на практичната настава на идните студенти. Секако треба да постои голема интеракција меѓу самиот професор и студентот, па и учениците во основното образование, бидејќи на тој начин секогаш се доаѓа до подобри резултати. И она што е многу поважно, теоријата како теорија, особено денес, не е само да се научи и да се буквално да се пренесе, да се презентира, туку треба да знае практично, да се примени практично. Она што е особено битно е практичниот елемент. Не е важно дали се работи за предмет математика, филозофија, естетика, секогаш треба да има практична примена конкретниот предмет. Она што недостига во нашата настава е токму тој аспект. Се работат неколку такви проекти, интерни проекти кај нас конкретно на факултетот, конкретни резултати очекуваме да имаме, меѓутоа за жал сликата е таква како што кажавте вие. И учениците веќе во самото образование, можеби повеќе во оној средношколски циклус е повеќе, помалку да речам заинтересирани за учителската професија. Не е важно дали станува збор за првиот циклус или вториот циклус на образование. Демотивацијата е токму од сите тие услови во кои што денес се наоѓа учителската професија, пред се малата финансиска, неповолна ситуација во која се наоѓа професорскиот и учителскиот кадар, условите во кои се работи, притисокот од родителите, од самата средина. Значи, треба многу да се работи за да се врати професијата на она ниво и на она положба што имавме, да речеме, пред 20 на години, кога учителството беше една од најценетите и најсаканите професии. Значи, постоеше секогаш интерес и желба да се студира на некој од учителските факултети. Денес треба да се работи на тоа поле многу повеќе. Еве, ние сите сме учители, и оние кои што работат во детските установи, и оние кои што работат во основните и средните училишта, и оние кои што работат на универзитетите. Денес ние сите често пати се прашуваме како учители кои сме ние и кои треба да бидеме. И дали е доволно само со љубов да ја работиме професијата, затворени зад вратите на нашите училници и предавални.
Многу истражувања покажуваат дека учителската работа треба да се промовира и да се обзнани пошироко. Токму и затоа, денеска по втор пат ја организираме и реализираме манифестацијата инспиративни говори. Учителите го менуваат светот. Сметаме дека со овој настан ќе придонесеме во афирмација на учителската професија и ќе им дадеме можност на нашите студенти да се самоафирмираат и како личности кои што мислат и говорат за она што ќе бидат.